Добро вечер во отвореното студио. Со мене повторно Христо Ивановски на тема дали Македонија ги сече врските со диаспората. Мои гости се професор Нестор Огинар. Добро вечер, добре дојдовте во студиото. Добро вечер, добро ве најдов. И Ицо Најдовски Пирин. Перин. Добре дојде Ицо во студиово. Добре ве најдов и благодарам на поканата на ова македонска телевизија. Темата е провокативна. Денес имаше многу коментари баш проверував на твојот Ицо Facebook статус, значи има интерес за темава, но пред да почнеме, јас би сакал самите да се представите, бидејќи многу слушнале за вас, но не ве виделе или не знаат доволно. Може ли, Нестор, да кажете неколку збора? Кој сте, колку време живеете во Америка? Една кратка биографија. Јас сум македонец. Во Њујорк живеам од прилика 5 децении. Заминав од тогашна Република Македонија во рамките на Југославија 68-69 година. Затоа што се чувствував прогонет на моја собствена совест интелектуална. Чувствував дека како македонец не можам да го кажам она што сакам да го кажам и да се изразам она што. За жал, после толку многу децении, денес го чувствувам тоа исто. Јас во Њујорк живеам 50 години, имам магистрирано и докторат, имам работено на Њујоршкиот универзитет, работев како професор 30 на години, оженет сум за македонка Милица, од мојот крај, таа дејче од Полошкиот крај, од Шар планина. Таа е професор доктор по француски јазик и литература, обајцата пензионирани сме последниве неколку години. Ја мислам доволно за да се запознаеме и да знаеме подобро со каква личност разговараме вечерва. И Ицо, дали би сакали ти нешто? Па секако најпрво ви кажав дека јас сум роден во село Птичари Битолско. Се гордеам со моето село, особено со нашите фудбалери. И јас во свое време бев фудбалер, заминав за Австралија 85-та година. Завршив филолошки факултет, завршив историја, магистрирав на оспорен идентитет македонците во современа Австралија 1997 година, а пак докторирав 2014 година Македонско-австралиски народен сојуз. Така да јас сум доктор по историски науки и како што рече Нестор, етнички македонец. Так, добро. Ви благодарам што дојдовте во студијево. Јас да ви кажам, интересно ќе биде и за нашите гледачи, што од прилика на Facebook статусот коментира некои ваши пријатели. Очекувам без влакна на јазикот. Дебата отворена. Мислам дека ќе биде дебатата отворена. Виолета вели ги сече и тоа како ги сече. Не заборавете да напоменете, ве молам Ицо, постапката за македонско државјанство да биде по автоматизам за сите македонци. Веќе имаме и конкретни прашања за дебатава. Весна Тасевска, мене ме интересира до каде се разговорите диаспора Мано Институт за македонски јазик, значи со законот за употреба на јазиците. И Илија Карбалевски, двајцата неизмерно ги почитувам, иако имам и некои поразлични мислења и информации од нивните, но сигурно, нормално. Разлика во мислење не значи дека не треба да се дебатира. Денес или вчера, не знам точно за разлика во времето, но владина делегација, предводена од премиерот Зоран Заев, во која е и министерот за надворешни работи Никола Димитров, како и министерот безресорно задолжен за диаспората Едмон Адеми, се сретна со представници на диаспората, за мене непозната организација Форум за демократска Македонија. Како јас ја следам многу години соработката и врските меѓу македонската влада, македонската држава со диаспората, но ми се чини дека овој пат протоколот како да е изоставен. Обично се среќаваат со други организации. Како вие ја гледате? Еве, Нестор, да почнеме со вас. Јас само накратко ќе речем вака. Јас ќе се оградам од употребата на зборот диаспора, не затоа што е грчки по потекло, туку затоа што не одразува вистинската историска
трагедија на македонскиот народ. И ќе го употребам зборот не иселеништво, туку прогон, збор кој што мене ми го остави во аманет поетот Анте Поповски пред неговата смрт, со кој што е многу блиски, затоа што има нешто квалитативно во самата природа на македонското иселеништво што не прави поинакви и од евреите, и од ерменците, и од многу од оние така наречени диаспори, и ќе си речам дека си земам за право да говорам во свое собствено име вечер. Јас не представувам никого денес, нити организација, нити било кој, јас ќе говорам како Нестор Огинар македонец. Во односот на овој форум за демократска Македонија, јас бев навистина неизненаден денес, затоа што сум научен да држивам вакви public relations, PR, што се викаат, и за времето на владењето на ВМРО ДПМН и незиниот така наречен лидер Груевски, и порано за Киро Григоров. Секогаш, кога тие луѓе доаѓаат, си наоѓаат една група на нивни идолопоклоници и си прават од нив она што сакаат, за да дома го кажат. Јас ќе речам нешто. Не се согласувам дури ни со терминот зошто Македонија или дали Македонија ги сече врските со македонците во прогонот, затоа што Македонија навистина никогаш немала врски со македонското иселеништво. Ако сакате да се вратиме назад за времето на владењето на матицата на иселеници, која што на еден начин направи исчекор, меѓутоа исчекор во смисол на тоа да ги регрутира македонските националисти, да ги извади наврод, да ги дефинира и потоа да ги елиминира. И вие многу добро знаете што се случуваше со нив. Еден од нив е и основачот на ВМРО од ДПМН, денешната партија Драган Богдановски. Така да не треба да бидеме изненадени ова што ни се случува сега. И СДСМ, сегашната со Зоран Заев, и она на претходната на Груевски, се едно лице, односно две лица на еден ист Бог Јанус. Се вртат вака, за мене сите една иста партија. И тие немаат ништо заедничко со македонците од иселеништвото, односно од прогонот. Добро, ако ги земеме да ги споредуваме другите големи диаспори, еве јас ќе се држам до тој. Држате се вие, да. Например, ерменската или еврејската или грчката, се знае кога председател или премиер ќе отиде во тие земји со кого се среќава. Да речеме, тоа е Американско-албанскиот национален совет за албанците, не? Или Светскиот еврејски конгрес. Кај македонската диаспора очигледно недостасува едно обединувачко тело или организација која ќе биде, нели, ќе ги представува тие македонци во Америка или во Австралија. Христо, јас сум изненаден од формирањето на тоа друштво, затоа што беше тоа формирано со самото формирање на новата влада. Инаку се знае дека иселеништвото, македонската заедница, еве да кажам, ќе зборуваме специјално за македонската заедница во Австралија, бидејќи тие имаат огранок од тој, како се вика, форум? Форум за демократска Македонија. Форум за демократска Македонија имаат во Австралија, меѓутоа во Австралија темелите на македонската заедница се поставени некаде пред почетокот на Втората светска војна. И не може да се формираат вакви форуми, вакви здруженија со секое доаѓање на кој бил нов премиер или председател или пак министер за без ресор или со ресор за иселеништвото и тие да формираат нивни поданици таму кои ќе представуваат македонската заедница во Америка или Канада, а ние од друга страна имаме обединети македонци, имаме во Австралија македонски општини, имаме исто така и во Америка општини. Така да јас би сакал тука да искористам оваа прилика дека во Австралија македонската заедница беше некаде формирана 38 година, кога едно наметнато исто така здружение со име Тодор Александров, меѓутоа под влијание на бугарските тогаш фашистички сили, јас ќе кажам фашистички сили, ги привлекоја македонците во тоа друштво, но тоа многу кратко траеше, затоа што ние сме имале добри македонци, особено од егејскиот дел на Македонија, кои го осетиле тоа дека тие се приврзаници на тоа фашистичко движење, Нестор тоа во тоа време, нели, и собирале 1 лира
за војската, односно за Бугарија. Сега Ристо Алтин, Стојан Србинов, Аспро Аспров, Мик Велјовски, тие другите ги формираа првите здруженија и и учествуваа во Втората светска војна. 46 година е формиран Македонскиот австралиски народен сојуз. Значи во цела Австралија и овој Македонски австралиски народен сојуз заедно со Американскиот народен сојуз, а исто така и канадскиот, ја донесоа пари овде. Јас знам, Мик Велјовски од Австралија донесе во тогашни 10.000 лири, 47 година, и требаше болница да се гради во Битола, бидејќи војната беше во егејскиот дел на Македонија. Ранетите македонци, борците, требаше да доаѓаат да се лечат тука, а тие пари, наместо да се употребат во Битола да се направи болница, се употреба државната болница се направи овде во Скопје. Така да сакам да порачам дека македонската заедница или селеништвото, или вие како сакате да кажете диаспората, имаат длабоки корење. Македонската заедница има длабоки корење и има углед и има личности кои се многу влијателни, а и исто така се во сите пори, обштествени пори или пак институции на овие континенти. Господин Иванов, јас користам диаспора и сакам да направам разлика меѓу македонско национално малцинство. Значи, македонското национално малцинство во Бугарија, во Грција, односно во Беломорска Македонија, во Пиринска Македонија, во Пустец, Преспа, Гора и така натаму, или па и во Хрватска, во Србија, значи македонците раселени секаде низ светот. Но што е интересно за мене, јас го читав соопштението од владата, односно од Министерството за надворешни работи испратено, и вели на средбата што се кажело дека ФДМ нагласиле дека се формирани како на граѓански концепт. Мене тоа не ми е јасно. Што значи тоа граѓански концепт во Америка, например? Само малку да кажам нешто. Мене ме шокира, ме разгневи изјавата на една веројатно од организаторките на овој вчера направен форум, која што рече, ќе ја парафразирам, не можам да точно да ја цитирам, дека форумот на Демократска Македонија се оградува од досегашните представници на македонските националистички ставови во Македонија и дека за нив е најважен токму граѓанскиот концепт. Видете нешто, состојбата во македонскиот прогон, јас ќе се држам за тој термин, со генерации е огледало на состојбата во Македонија, а тоа е најповеќе изразено за последниве 27 години, каде што партиите, во главно, зборувам за партиите македонски, ВМРО, ДПМН, таа на Љупчо Георгиевски и оваа сегашна на Никола Груевски и оваа другата на Бранко Црвенковски и сегашна на Заев, наместо да градат мостови меѓу нас, кои што сме надвор од оваа Република Македонија, тие се откажаа од тоа. И јас сега ќе дадам една изјава званично, и не знам дали вие знаете дека на 19 декември 1991 година македонските партии, заедно со сите тие кои што беа во собрание, под притисок на Европската заедница тогаш, подпишаа документ со кој што во пракса се откажуваат и де факто и де јуре од постоење на македонци надвор од ова што ние го имаме сега. И овој граѓански концепт, кој што е каде нас донесен, јас ќе речем за прв пат го чув од вас од Тупурковци. Не знам дали се сеќавате. Пред него не постоеше тоа. Тој дојде и го донесе граѓанскиот концепт и на него се надоградија сите и мене лично да ви решам, мене ми пречи, јас честопати сум говорил, јас сум прво македонец, па потоа се друго. Јас не сум граѓанин. Во Америка нема граѓани. Во Америка нема граѓани, има само американци. Како што ги има во Франција, како што ги има концептот што сакаат да го наметнат сегашнава власт сега и да го трансформираат надвор во прогонот, нема да им успее, бидејќи каде нас надвор, кој да сме, ја пак ќе речам, говорам во своје лично име, превладува национализмот. Јас сум македонски националиста и се гордијам со тоа. Не сум шовиниста, ме разбирате? Меѓутоа, кога живеам во држава
во која што мојата собствена влада, ова или претходната овие од 27 години, мене како македонец ме починуваат, ме негираат и ме предпоставуваат на една голема албанска идеја или на голема бугарска идеја, како што го прават тоа со овој сегашен договор што го потпишаа со бугарите, или на голема грчка идеја, како што го негираат моето име, мојот јазик, мојот идентитет, мојата култура. Јас морам да се бранам со овие работи со кои што ви кажам. Македонскиот национализам, кој да сака во Македонија, односно надвор во прогонот, не ќе може никој да го уништи. Штетата е во тоа што ние не сме имале представници. 1922 година во диаспората надвор во прогонот беше организирана НПО. Сте чуле за неја? Како не, да, секако. НПО и денес постои. Меѓутоа, НПО не е таа која што беше на почетокот. НПО за последниве, колку, 60-70 години, посебно после смртта на Тодор Александров и влијанието на Ванчо Михајлов, таа е сега превладува во неа големиот бугаризам, антимакедонизам. И јас лично се знам со многу од тие луѓе, како и со членови, и во нивниот статут го погледате, има албанци, има бугари, има тоа едноставно теоријата која што и Каракачанов, кој што денес беше вчера во Македонија, ја представува, значи има се, а нема македонци. Македонија е само еден голем регион, една територија во која што не постои македонството. И на тоа ние мораме да работиме и да му се спротивставуваме секому. Па тоа граѓани, Да, видите, тоа е концепт на Рим, не? Граѓани. Токму тоа сакав да го речам, римскиот концепт, да. Инаку такво нешто не постои во... Видите, тоа е смислено уништување на македонски народ или македонска нација. Исто јас ќе се согласам со Нестор, во Австралија нема граѓани. Во Австралија има австралијанци, има австралиска нација. Во Македонија, видите, јас сум магистер по мултикултура. Во Македонија не постои мултикултурно општество, како што го представуваат овде нашите институции или нашите влади, досегашни влади. Во Австралија ние имаме мултикултурно општество, меѓутоа имаме исто така почитување на англискиот јазик како национален јазик и меѓународен јазик, а исто така имаме ние австралиска нација, која е составена од 233 етнички групи. Што значи, кога се обраќаат политичарите кон жителите, државјаните или кон оние австралијанците, се обраќаат the Australians, the Australian nation. Тие не велат the citizens. Јас немам слушнато во овие 31 и 2 години некој од политичарите или некој од научниците, новинарите да рече citizens. Да, јас морам да кажам дека еве јас водам и радиопрограма, вие знаете, Нестор, знаете. Мене ми смета кога овде во Македонија се употребува толку многу, се силова тоа граѓаните. Па јас сум од село, од птичари, што ние селаните? Ние имаме македонска нација, ние имаме македонски народ, покрај тој македонски народ ние имаме етнички заедници или етнички групи или малцинства, како што вие ги кажавте на почетокот на нашата емисија. Сепак носители во оваа држава и на македонската држава се македонскиот народ. Затоа имаме ние Албанија. Албанија постои бидејќи имаат албански народ. Франција постои бидејќи има француски народ. Германија постои, името го носи бидејќи имаат германски народ. Меѓутоа, овдеки ние се враќаме 91 година, се сеќавам јас на лордот Овен на една негова скриена изјава кога рече копилето кое ние го погребавме, кој мислевме дека го погребавме 1913 година, не умрело. Значи сега зборува за Букурешт. Да, Букурештскиот договор. Сега не може тоа да се ништи македонскиот народ, македонскиот идентитет, македонската нација. Тоа ни е значи познато. Смислено тоа се прави. Се нас не интересира како вие сте се интегрирале во тие општества. Ви требало сигурно долго време и напор и така натаму да го научите јазикот, да се школувате таму, и интегрирани сте, но ги имате на некој начин и врските со татковината. Имате куќи тука, си доаѓате повремено и така натаму. Но прашањето е, дали оваа матица, Македонија што се вика, некогаш имала влада која нешто правела за да ги направи тие врски многу подобри, да? Вие пред ова го поставите прашањето дали некој ја представува Македонија од надвор, македонскиот народ. Никој. Меѓутоа јас ќе одговорам со на контра прашање и ќе положам дали Македонија ја представува некој денес во Њујорк, да речеме? Јас ќе речем не, ниту Зоран Заев, затоа што е избран на еден многу сомнителен и нелегален начин, нешто што навистина допрва треба да се докаже, а посебно она што ме боли мене како македонец,
е тоа што не до него седи еден отворено пробугарски министер за надворешни работи, тоа е Никола Димитров, чија што историја многу убаво ја знаеме, а уште потрагично и поиронично е тоа што Македонија денес ја представува, односно министер за диаспора, така наречен, е еден Едмонд Адеми, човек чија што историја е позната по голем албанскиот шовинизам и редентизам, нешто како министерот сегашен за здравство Таравари, кој што преди еден месец дојде таму и се сретна со Джозеф Диогарди, еден од најголемите лобисти, конгресмен за големо албанското прашање. Да се разбереме нешто. Ниту Заев ќе успее, ниту Љуб ќе успее, ниту Киро Глигоров ќе успее да ги интегрира албанците со македонците таму. Разбирате? Ова што го прават тие е на чиста, обична, најобична пропаганда и тоа не смееме ние да го дозволиме. Ние како македонци немаме ништо. Јас ќе речам, јас имам некои познаници со албанците, меѓутоа идејата меѓу албанците е голема Албанија. И не може мене да ме представува во диаспората еден човек кој што застапува таа идеја. Нити да ме представува мене еден Зоран Заев или Никола Груевски, кој што кога говори на телевизија, дали како премиер или како министер или како представник на партија, вели почитувани и потоа ќе додаде граѓани. Значи, како што рече Ицо, се работи за еден смислен метод, за систем, со кој што пополека, како со раката на сатаната, се брише македонскиот национален идентитет од овој простор и оно токму што го рекол, тој Дейвид Овен, нели, копилето, не, Македонија не е копиле. А јас ќе речам, македонскиот народ бил секогаш како Феникс. И македонскиот народ никогаш не дозволи да го бришат, нити пак ние ќе дозволиме денес едни сколаевчи, вчера родени провинцијалци како што се Заев и Никола Груевски, дечишта, да не представуваат нас и тука и во светот. Јас прочитав некаде дека самата влада кажува дека доправа ќе се прави национална стратегија за диаспората. Тоа значи нема такво значи, нешто. Значи не постојала. Нема. Или ако имала претходната влада или некој од претходните влади, ние не ја знаеме, но навистина звучи чудно, но очигледно дека таа нова национална стратегија ја знаеме ќе како се вика граѓанска, што само по себе нема да биде граѓанска. Таа ќе биде нелогично. Се сеќавате ли вие, Ицо, ќе ме потсетиш каде беше Заев пред да дојде на избори овде? Во Берн, во Во Берн. Швајцарија. Што направи таму човекот? Па се сретна со албанците. Се сретна со албанците и им вети дека рамковиот договор не е завршен и дека ќе ја приложи работата. Таа концепција, тој концепт, таа стратегија што ова влада сега на Заев и коалицијата негова, партнерска која што го уценува ја заговара, е каде што албанската диаспора ќе биде претпоставена на македонската диаспора во секој смисол на зборот, и финансиски, и идеолошки, и културно, ако сакате, и фолклорно, и на секој друг начин, и ние тоа не смееме да го дозволиме, затоа што албанската диаспора го има Косово, ја има Албанија. Македонците ја имаат оваа држава како последна татковина и ние како македонци, било каде и да сме, имаме обврска морална, македонска обврска, имаме завет кон нашите предци и кон гробовите наши, да ја браниме оваа територија и да се грижиме за нашите македонци кои што се заборавени, понижени, обесправени и во Беломорска, и во Пиринска, и во Србија, и во Хрватска, и во Албанија и на секаде во светот. Што мислиш, да ви кажам, овие пораки може да се дешифрираат на македонски јазик овде во Македонија? Нестор што кажат, многу е точно тоа, затоа што Албанскиот национален совет или Американскиот албански национален совет, да, е составен од представници од албанци од Чемерија, од Грција, од денешна Република Македонија, од Албанија, од Косово и од улцин таму од Црнагора. Значи тие представници, тие не можат да се борат за иднината на Република Македонија. Апсолутно. За нив постои големата карта на голема Албанија, зашто еве ние имавме скандал сега со новиот министер за надворешни работи, го отповика конзулот од Канада затоа што на некој пикник или на некој го иземе македонското сонце. Да, го изваде македонското сонце кое го има овде, еве ова е македонското сонце. Кој што ние да го речем наистина единствено сонце и символ што го признаваме. Да, нашиот символ. Можам слободно да кажам дека
Во минатото ние никогаш не сме излегувале на некои состаноци, на некои демонстрации заедно со албанците или србите. Ние имаме или пак со бугарите. Со бугарите. Никогаш ние. А за грците да не зборуваме. Да не зборуваме за грците. Значи никогаш ние организирано. Меѓутоа во приватниот живот, во нашиот секојдневен живот, ние имаме одлични пријатели како и овде во Република Македонија. До нас е селото Жабени, ние одлично живееме со нашите комши или пак соселани, да кажам, кои се од албанска етничка припадност. Овде не станува збор за албанска етничка припадност, кога, например, Али Ахмети заедно со Таравари, заедно со Касими одат во Тирана и во Со Еди Рама. Да, со Еди Рама, позади нив е картата на голема Албанија. Од Република Македонија нема никаква реакција, па ниту протестна нота до амбасадорот на Албанија, па ниту пак ги осудија овие македонски политичари кои за право ќе се земам Али Ахмети 17 години извадето една цела гарнитура на албански деца кои не го познаваат македонскиот јазик. Али Ахмети можеше за 17 години да научи 17 букви. А Гонзалес 2 години беше овде, тренерот на Вардар, и излезе на плоштадот Македонија, зборуваше течно македонски. Јас кога отидов во Австралија 85-та година во август, јас на 25 години и 1 месец станав бебе. Новороденче кој не знаеше ни буква. Меѓутоа сакав да се интегрирам, сакав да ја почитувам државата, да ги почитувам законите, јазикот, да ја почитувам нацијата која ја креираат австралиската нација, да ја почитувам химната на Австралија, да го почитувам грбот на Австралија, да го почитувам знамето на Австралија. Сега, за возврат, ние во Македонија го немаме тоа од носителите на државните институции на Република Македонија. Ние тоа го немаме. Значи, тој почит кога го немаме од тие луѓе, па ние што ќе сакаме од подобните... Значи, кратка пауза правиме од неколку минути, се враќаме повторно во студиото. Еве не повторно со темата ги сечели Македонија врските со диаспората. Како чувствувате ли дека има промени во Република Македонија? Како гледате на овие процеси кај нас по изборите драматични во декември лани? Ја препознавате ли Македонија која ја оставивте или чувствувате дека брзо се менуваат нештата? Само сакам да се вратам само една реченица назад. Новите формирани организации кои се сега формирани мене ме наликуваат на пред 90-тите години кога се боревме и знаевме против кого се бориме. Знаевме дека се бориме против УДБА, против грчките разузнавачки служби, против бугарските разузнавачки служби, меѓутоа од 90-тите години наваму нас ни праќаат мисионери од една организација, од друга партија, и така натаму, што на некој начин сакаат да не дезорганизираат. Некоја нова форма на УДБА. Апсолутно. Меѓутоа, јас сакам за Мелбурн да кажам дека таму е патриотизмот, таму се македонците и колку да не сакаат и колку да зборуваат против нас. Македонија нас ни е биолошка мајка. Ние сме деца на Македонија. Јас заминав од Македонија на 25 и нешто години и не може некој да ми каже мене дека јас сум иселник, прогонет или не знам како, или дека немам право да зборувам за Македонија. И имам право да зборувам, ќе зборувам јавно, ќе го бранам нашиот идентитет, ќе бранам нашата нација, ќе ја бранам нашата држава, меѓутоа исто така ќе се залагам за правата на македонците во Грција, за правата на македонците во Албанија, кои ги немаат воопшто. Ако направиме еден реципроцитет на македонците во Албанија со албанците во Македонија, тоа го нема никаде. Или ако направиме реципроцитет на правата на македонците во Бугарија со правата овде, го нема тоа. Исто така и со Грција. Значи, ние од секаде сме, нас ни се одсечени крилјата. И најмногу сега, бидејќи ние имаме право да зборуваме во овие демократски држави, имаме право и да окажуваме нашето мислење, и тука сакаат да ни го сосечат јазикот. Јас доаѓам овде, во вашето студио, господин Ивановски, од предсобрание, испратен од една група со молба да се чуе нивниот глас. Вие сигурно знаете, меѓутоа тоа не е воопшто покриено, дека
За последниве неколку месеци разни организации, меѓу кои што и се Македонскиот национален совет Македониум, и многу други организации, последниве денови посебно пред собранието, стотици македонци, да кои што сме учествувале и јас и господинот Ицо Најдовски и многу други. Меѓутоа, луѓето ми велат, професор Огене, кажете им на тие таму во телевизија, нека дојдат, нека се чуе. А јас ќе речам, ние прво треба да се залагаме, Ицо, за македонецот во оваа држава. Затоа што македонецот во оваа држава, јас не можам повеќе да го препознавам. Македонецот и македонката, кој што јас ги напуштив пред 50 години, јас сум постојано тука, јас имам тука стан, имам гробови низ цела држава. Нешто се случило со македонскиот менталитет. Нешто се случило со македонскиот народ. Постои една невидена оттуѓеност, не да речем неединство. Неединство е многу плиток термин. Една оттуѓеност на македонецот од себе си самиот. Македонецот за последните 27 години, како продолжена на историски процес на претходната држава Македонија во рамките на Југославија, е под една сериозна психолошка војна на систематско едноставно повлекување од себе си самиот, психолошка војна во која што нема му е на еден начин наметната идејата дека тој самиот по себе не може да постои. Како таков. И денес јас сум соочен, денојве да речем, сум соочен со луѓе кои што ми велат се плашиме, ни е страв да го кажеме, сочувствуваме со вас, јас самиот да речем, имам толку многу подржувачи на овие мрежи и мене ќе меша дојдете во Македонија. И кога ја доаѓам во Македонија им велам ајде дојдете сега на овој протест каде што ќе видам јас со многу други луѓе, ми ги нема никаде. И јас ги разбирам до некаде. Меѓутоа не се согласувам со нив. Затоа што тие велат, ама вие не знаете, ние сме меѓу чеканот и на ковалната, нам ни се закануваат партиите со бркање од работа, и се закануваат со даноци, со не знам што. Инспекции. Со инспекции и така натаму. И до таа мера е македонскиот човек, обичниот човек, е испрашен и повлечен да оваа власт сега многу добро знае дека срамот наметнат каде нив е најмошното нивно оружје. А она што јас го правам цел живот, бидејќи сум се борел, јас сум бил во Њујорк и чистач, и таксиста, и амал, и што сакате ме разбирате, додека сум го постигнал своето, стравот е наметната форма. Најважно е ние да го разбудиме македонецот, како велат, не економскиот македонец, туку духовниот македонецот, македонецот кој што ќе се врати назад на своето родно огниште и ќе зборува за свеста, за образот, за достоинството. Ние мораме на Македонија да го вратиме нејзиното достоинство. Ицо рече дека Македонија е наша биолошка мајка, повеќе од тоа, Македонија е наша духовна мајка. И овој простор што го оградува сега оваа држава не е доволен. Нашиот простор духовен се протира длабоко до Белото море и до Пирин и наоколу на секаде во светот и тие луѓе таму, верувајте ми, кои имаат истата судбина како и ова овде. Денес ние во Западна Македонија да појдеме. Ево јас утре ќе појдам на гробот на моите родители. Јас сум од Шерпланинскиот регион, од каде што како што разбирам и вие сте барем по мајка, нели? За која Македонија ние зборуваме таму? За која слобода ние зборуваме таму? За време на 27 години на така наречена десна партија која што не постои, ВМРО ДПМН е една партија која што продаде Македонија. Љупчо Гергиев си го спомна, овој не го спомна нисо, меѓутоа рече, во 90-тите години подемот на ВМРО ДПМН јас не го доживував како партија, јас го доживував повеќе тоа како еден вулкан, една ерупција на македонската национална енергија, која што потоа беше вградена во рамките на во форматот на таа партија и потоа узурпирана и корумпирана до срж, до коска. Од нејзиното раководство, каде што представува и тоа. И овие прашања, значи се од национален интерес, исто како и односите со диаспората, значи тие не се прашања на една партија. Апсолутно не се. Значи тоа мора да биде државна стратегија која еве ние не успеавме да изградиме. И во оваа независна Република Македонија која постои 26 години. 27, значи, или нема политичка волја за такво нешто, или ние стварно сакаме да остане таа перцепција диаспората. Еве, пушти ги тие луѓе си селиле, тоа се по $1 праќаат донации, што е стварно
едно ми се чини понижувачко толкување на... Циничните изјави што ги Видите, јас сакам да се вратам назад и да направам една споредба со договорот со Бугарија, бидејќи времето нас не гази во оваа емисија, веројатно ближиме при крајот. Склучен е договорот на 1 август помеѓу Македонија и Бугарија за добро соседство. Исто така, сега се расправа во Собранието на Република Македонија за законот за употреба на јазици, во множина, пазете, јазици, а таму е спомнат во заграда само албанскиот јазик. Јас би сакал да кажам од историска гледна точка, како историчар, 2-3 зборови околу договорот со Бугарија и односно и законот за јазици. Јас овие 2 недели поминав мачни денови многу. Имав мноштво средби со македонски лингвисти, со историчари и со некои од академиците. Требаше да се појавиме ние гласно, да се појавиме јавно, затоа што спрема моето видување договорот со Бугарија не е добро соседство. Уште во преамбулата тој нас не отфрлува како народ и како нација. Потоа ако одиме во член 8 од тој договор, точките 1, 2 и 3 за заедничка историја, ние, Христо, не можеме да имаме заедничка историја со бугарите. Сега да направам една паралела. Тие, односно, овде имавме ние неколку македонци кои излегоа историчари да укажат на владата и на пратениците дека тој договор е штетен, да укажат на владата и пратениците дека законот за употреба на јазиците е многу штетен и со катастрофални последици за еднината на Македонија. Меѓутоа тие се игнорирани. Кога тие луѓе овде во овие високи институции како Институтот за македонски јазик, кој патем сакам да спомнам дека и тој е изграден со пари на иселениците. Институтот за македонски јазик е изграден со пари на иселениците. Значи не е туку така, иселениците сепак се грижат. Значи тие се игнорирани овде во Република Македонија и замислете сега вие колкаво би било нашето влијание. Па нас не канат во некоја телевизиска дебатна емисија овде која ќе дојдеме. Тие сметаат дека ние сме диви луѓе. Што мислат? Не ги познавате работите? Не ги познаваме ние работите, па ние многу одблиско. Вие сте професор во Австралија, сте докторирале, вие сте професор. Па да, еве и да кажам и радиопрограма водам 20 години, так. Секојдневно се занимавам со секојдневните проблеми овде во Република Македонија. Сакам да се вратам на овие договори кои се промовираат дека одат како кон иднината на Македонија, дека светот е едно глобално село, Нестор. Меѓутоа, ако погледнеме, ние имаме австралиска нација, не имаме американска нација, канадска нација имаме. Исто така да ја земиме и Франција. Франција не се откажала од својот народ, од својата нација. Ние воведуваме едно сосема друго и ново општество кое ќе ферментира, кое ќе зрее и ќе изроди нешто што нема да има ништо заедничко со македонскиот идентитет. Уште сакам да кажам збор 2 за точка, односно за членот 11 од договорот со Бугарија. Членот 8 бара повеќе време да го анализираме, да кажеме дека тие сакаат да ги тргнат зборовите фашистичка окупација, да ги оттргнат зборовите од спомениците убиени од фашистите и ние да направиме заедничка историја. Нашата историја е посебна, единствена и не можеме ние да бидеме со бугарите да делиме заедничка историја. Врз темелите на таа македонска историја се темели и македонскиот идентитет и македонскиот народ ја градел, односно ја извојувал и првата победа во Втората светска војна, Асономска Македонија, па и 91 година. Значи ние не можеме Каракачанов да го следиме со неговите ултранационалистички пропаганди кога доаѓаше овде во Смилево, кога доаѓаше овде кај Мара Бунева и на други места. И денес Бугарија знаеме дека не признава македонски народ и не признава македонски јазик. Сакам да кажам, бидејќи тоа е од историска гледна точка, меѓутоа многу запоставени се македонците во Пиринска Македонија. Зошто во член
11 точките 5 и 6 пишува дека Македонија ќе се грижи за државјаните, своите државјани кои патуваат во Бугарија. Не, Македонија треба да се грижи за македонците кои живеат во Бугарија и нивните најосновни човекови права. Ево долу студио да поставам јас едно отворено прашање. Таа е мојата порака, а исто така мојата порака е и до Институтот за национална историја, Институтот за македонски јазик и до МАНУ, Македонската академија на науките и уметностите, да бидат погласни, бидејќи во светот науката е некаде на исто рамниште и со политиката. Политиката може да предложи некој предлог закон за јазици. Меѓутоа, ако Институтот за македонски јазик се спротистави и биде единствен и сите тие професори укажат дека тој договор, Нестор, не и носи добра иднина на Македонија, само со две реченици само ќе кажам дека тој договор ми личи мене на овој споменик од Прометеј на кого му ставија кој беше гол, нели? Таков е и законот, предлог законот за употреба на јазиците. Таму не станува збор за употреба на јазиците, бидејќи не се подеднакво рамниште турскиот јазик, српскиот јазик, влашкиот јазик, бошњачкиот јазик. Тука дозволете само уште една реченица да додадам. Значи тука доаѓа до силување на македонскиот јазик во западните простори, делови на Република Македонија, каде што најмногу се зборува албанскиот јазик во целиот свет. Ќе тргнеме од основата. Дома се зборува албански јазик. Во прво одделение, од прво до 8 одделение се учи на албански јазик. Во средните училишта имаме албански јазик. Имаме на универзитетите албански јазик. Два универзитети. Уште еден збор да кажам. Албанскиот јазик се употребува во собрание на Република Македонија и во извршната власт на Република Македонија. Ако албанскиот јазик се употреби на цела територија на Република Македонија и за меѓународна употреба, тогаш ние сме навистина во голема проблематика. Тоа е политичкиот резон вели така, парламентарното мнозинство креира политики и тие сметаат дека овој договор треба да ги откочи процесите на Македонија кон евроатлантското зачленување. А што се случува со слободомниот гласач? Да се разбереме. Не само сакав да ставам како репер, значи земји кои имаат големи диаспори како Македонија, на пример грците, тие секогаш се консултираат со својата диаспора. Апсолутно. Не носат одлука само во нивното собрание. Значи се јавуваат, одат во Њујорк, ќе се видат со панхеленистичкото движење, со некоја друга битна организација и се консултираат и ги носат своите политички одлуки. Значи тоа не е одлука за намалување на даноците за која вие директно немате интерес како граѓани на Америка или на Австралија. Останува збор за национално прашање. Како вие тука гледате, зошто не ве консултираат? Прашањето е реторичко затоа што никогаш не консултирале. Не е тоа битно. Работата е во нешто друго. И јас сакам да го поставам тоа отворено сега во студио. Гласачите кои што гласаа за партијата на Зоран Заев и за оваа коалиција сега, не гласаа за овие брзи програмски работи и договори што ги спроведува Зоран Заев денес. Тој дојде на власт ветувајќи реформи во здравството, во образованието, во финансискиот дел, намалување на администрација и така натаму. И што направи тој? Што направи неговата влада? Направи едноставно дека најважно што беше да се наметне проблемот со прашањето од албанската платформа и со бугарскиот договор сега. И нам ни е фатена целата таа национална енергија, наместо да се бавиме како држава, како народ, како систем, како институција, со реформи кои што навистина Македонија ќе поведат напред, не мора да оде од ниво НАТО, ниво ЕУ, туку во еден прогресивен процес на живење, ние се бавиме со нешто што навистина апсолутно нема место. Видете да ви речам нешто. Дали вие познавате во историјата држава, како Македонија, која што почива врз договор во рамки, како што е рамковиот договор? Нема. Оваа држава, како што е сега, не е држава. Таа не постои за мене. Македонските темели не можат да зависат од еден рамков договор како што беше направен во не, јас го прогласив него и ме упати ние од македонскиот прогон заедно со македонците во Австралија сме го прогласиле тоа како неважечки договор. А знаете зошто? Затоа ние да сме имале досега 27 години правници
институции, можеме да докажеме дека договорот е едноставно неважечки поради милиони причини, кршење на меѓународни конвенции, права и така натаму. Меѓутоа, јас како лингвиста ќе ви кажам, кој сум го читал тој договор, кога ќе влезете во тој договор, на договорот пишува вака: According to the document, the version in English language is the only authentic version of the Ohrid Framework Agreement. Еве ви го преводот за гледачите. Согласно со документот, верзијата на англиски јазик е единствената автентична верзија на Охридскиот рамковен договор. И ако се вратиме назад на пржено 1 и 2 договорите кои што ги подпишаа, Па и времената спогодба. И времената спогодба, сето тоа е на туѓ јазик. Само врз основа на тоа ние мораме да разбереме дека тие договори се неважечки и мораме да, ако го направиме тоа, се што прави Ахмети и Груевски или Заев ќе падне во вода. Меѓутоа, за тоа ние мораме да изградиме свест каде македонскиот народ. Македонскиот народ мора да разбере дека досега македонските партии, да не зборуваме за нивните коалициски партнери, не работеле за нашите македонски пред се национални интереси. Ицо, директно прашање. Да. До каде се разговорите диаспората мано Институтот за македонски јазик за да излеза со заедничка декларација во врска со актуелните настани? Има ли нешто такво? Па, видите, во изминатите 2 недели овде додека бев во Австралија, веќе претходно спомнав дека јас се сретнав со доста историчари. Ние впрочем подпишавме, нели, 26 историчари дека не се сложуваме и го отфрламе договорот со Бугарија, а исто така направија 17 македонисти од Институтот за македонски јазик овде се спротивставија на предлог законот за јазици. Имаше и реакција закаснета од МАНУ. Мојата иницијатива беше и мојато барање беше ние да излезиме на една тркалезна маса, да разговараме и со еден заеднички документ кој би го подпишале и да им укажеме на пратениците и на владата дека тоа што го прават од политичка гледна точка, веројатно за нив како поединци, е добро и за нивните политички партии. Меѓутоа, за македонскиот народ, македонската нација, тоа е катастрофално. И ќе мораат тие да се повикаат на нас и ќе мораат да не слушаат, бидејќи сепак ние сме тие носители на кремот, што би рекли и австралијаните, на овие национални настани кои го разобличуваат македонското битие. Ако не се послуша Институтот за македонски јазик, ако не се послушаат историчарите околу овие негативни политички ставови, Македонија навистина жал ми е што ќе доживее еден вистински хаос. Јас само еден пример ќе ви посочам во Австралија. Ние вистина го употребуваме македонскиот јазик слободно. Имаме ние преведувачи, меѓутоа не секогаш ние имаме преведувачи. Замислете вие сега во секоја институција во Република Македонија да се носи преведувач. Па тоа ќе биде прав хаос. И од друга страна, зошто толку се оди на двојазичност на Република Македонија на цела територија? Од каде е таа потреба кога знаеме ние само 1/4 од населението се со албанска етничка припадност? И не можат тие да бидат носители или пак... И со не се ниту 1/4. Не се ниту 1/4. Добро, еве, нека не бидат и толку. Не паѓам во таа мантра. Да, мене ме интересира македонскиот јазик, бидејќи вака како што да работите, можат по 2-3 години председател на Македонија да биде етнички албанец и ќе излези во Европа, нели ќе не представува со албански јазик, знаејќи ние дека албанскиот официјален јазик е во Република Албанија, исто така и во Косово. Сега не може да има 3 официјални јазици. Сепак албанското малцинство треба да го почитува македонскиот народ, треба да ја почитува оваа држава, да ја почитува химната. Не треба, мора да го почитува. Добро, ајде и мора. Со закон не да треба, мора да го почитува исто како што ти го почитуваш англискиот, како што јас го почитувам англискиот тамо. Ќе ви речам нешто вака. Овие се болни прашања за мене, посебно за мене како македонски интелектуалец. Се знам со многу македонци кои што сега мртви во иселеништвото, во прогонот. Ми паѓа на ум сега една мисла на дедо Крсто Енчев, не знам дали го познаваш од Австралија. Да, од Пиринска Македонија. Бегалец во времето на 20-тите години кои имаме големи размени на население, кога македонците на 100.000 од Беломорска Македонија беа гонети надвор, нели? Со кого што јас преку телефон развив многу убава врска, кој што ми
ќе се јавеше навечер и со солзи на очите ми ја раскажува за неговата Голгота и ќе ми речеше чедо мој нешто да знаеш дека ние македонците сме најголемото богатство што го има Македонија, ние што сме надвор од Македонија. Ме разбирате? Тоа е национално богатство кое што не е искористено. Не е богатство на носители на овие, како ги викаат, им странски инвестиции. Не е богатство на албанската диаспора. Македонското иселеништво е најголемото национално богатство и ако не го спречиме ова што ни се случува сега, јас ќе им поставам прашање на гледачите, нека ми кажат тие мене, кои што мене или Ицо или нас кои што живееме надвор не оптужуваа за тоа дека сме националисти, дека сме идентисти и дека не треба да се гледаме нивната работа, дека ние треба да се останеме таму каде што сме. Дали постои куќа, семејство во оваа држава сега, кажете ми, у која што нема барем едно чедо одидено надвор? Јас мислам дека нема. И ако продолжи овака, уште многу се подготвуваат додаток. уште многу се подготвуваат, жал. И ако продолжи овака за 2-3 години, 4-5 години, ние ќе бидеме не само малцинство овде, туку ќе бидеме Македонија во иселеништвото, ќе бидеме она што евреите беа назад со векови или што курдите се сега. Ќе бидеме номади кои што лутаме некаде по светот за кој што многу во опишува Жан Добро, Петровски. евреите имаат една програма Алија која им се вика за репатриација на ними и они успеа да стигнат до 7,5-8 милиони веќе се држава. Видите, Но Христо, сакам да го прашам Нестор директно, бидејќи малку знаеме за тој Македониум што е формиран. Може ли во кратки црти Сигурно накратко. и дали тој практично е реакција на она што сега се случува во Република Токму Македонија тоа. како Македонијумот е реакција или функција, да речем, или симптом на една голема болест, која што е ентропија, антрополошка ентропија во македонското општество, каде што се изгуби националната енергија. Сето она што беше представувано во разни организации, меѓу кои што беше и Светскиот македонски конгрес, каде што јас сум учествувал со децении назад, нели? На еден начин стивна, на еден начин згасна, на еден начин стана уценето, како што стана уценета целата држава од власта, дали била таа на ВМРО ДПМН, каде што едноставно ги држат оние клучни луѓе кои што навистина ги водат тие организации, ги држат финансиски под некое заложништво. Не разбирате? Каде што ништо не се случува. Тоа беше една реакција која што седи пред 2,5-3 години, каде што јас и повеќето од иселеништвото заедно со македонци од тука, меѓу кои што и Страшко Лумчев, еден голем македонски патриот, кој што е и председател на тој се македонски национален совет, ние се решивме да направиме нешто ново, не за да бидеме паралелни организации на било кои што постоеле досега, туку да се види дали можеме ние на еден начин таа енергија македонска национална која што постоеше во 90-тите години, која што е стена заробена во двете големи партии ВМРО ДПМН и СДСМ, дали можеме на еден начин да ги урнеме тие плотја, тие огради и да можеме на еден начин да го вратиме назад оној период на тој македонски вознес и од таму дојде таа идеја. И ќе ви кажам, јас сум многу пријатно изненаден, затоа што таа идеја денеска постои и во Беломорска Македонија, и во Пиринска Македонија, како што се види на нашиот конгрес, и не е битна бројноста, битна е решеноста на луѓето. Еве ќе ви кажам, нели, Никодим Цркњас, македонски свештеник, кој што е македонски духовен воин за кого што многу малку знаат овдека, кого што нашата македонска православна црква се уште не чека да го направи. Владика, македонски духовен воин кој што дојде на нашиот конгрес во Прилеп, или пак Стојан Георгиев од Пиринска Македонија кој што е гонен 16 години и тепан. Тоа се луѓето кои што се сршта на Што македонскиот е новото што вие ќе го отпор. правите? Што ќе правите во иднина? Што може да се очекува од Што може да се очекува од нас е токму ова, да се очекува од нас да му помогнеме на македонскиот народ овде, бидејќи сепак ќе речам ова. Ако ние не успееме да ја разбудиме македонската свест овде со тоа што покажуваме пример за непокор, за неуплашеност во државите во кои што живееме, да му покажеме на овој македонски народ дека постои подршка на македонците од надвор, дека не се сами, дека не се затворени во рамките на партиите. Тоа е нашата намера. Дали ќе успееме или не, јас не сум сигурен. Меѓутоа, мислам дека идејата е прекрасна, дека е на еден начин запален огинот и дека до утре или до заутре, зборувајќи метафорички, таа ќе стане цел огин кој што ќе се распали и ќе го повторно вратиме назад она што го имаме во 90-тите години. Конкретно, ние велиме вака. Рамковиот договор не постои, прекин на договорот за разговори со името и има 18 точки кои што се таму од таа национална доктрина. Митоа тоа не е битно, тоа не е целта. Целта е да се покаже дека
Надвор од Македонија постојат луѓе, како нас, во Беломорска Македонија, во Австралија, во Канада, на секаде во светот, кои што се спремни да се жртвуваат, се разбира, разумно до некаде, заедно со македонскиот народ, дека сме еден народ, не отуѓиви едни од други, и дека партиите кои што денес владеат во Македонија не ни мислат арно дека ние можеме само самите да се сплотиме едни во други. Тоа е целта. Видите, проблемот е и сакам да спомнам и околу пасошите. Ние многу тешко доаѓаме до пасош. Еве јас сакав подитна постапка да извадам пасош во Битола, па не може. Деновиве? Да, изминатите години не можев да добијам од административни процедури, па оди во Бистрица, од Бистрица да вадам извод на родените, па Благица не била таму, па не знам кој не бил таму, па назад врати се. Еве да се конкретно на ова. Реков подитно ми треба пасош, колку треба 5000 ми вика и 100 денари. Еве уплатив и закажува подитно за по 9 дена. Зарем е то подитно пасош вадење? Тоа би требало за 2 до 3 дена. А од друга страна ќе ми речат мене, Ицо, па ти немаш пасош. Па како јас да имам пасош? Кога и во минатото и другата партија и од нив не можевме да добијаме пасош. А како стојат работите со нашата дипломатско-конзуларна мрежа и во Австралија и во САД? Дали сте задоволни од она што тие го работат? Имате ли ресурси некакви од нив, логистика, Јас сум незадоволен, нема овие ништо. баш проблеми да ги решаваат? Не сум и јас исто така задоволен, затоа што, еве, јас често пати јавно сум кажувал дека македонската заедница во Австралија треба да е независна. И македонската заедница треба да се организира сама, по себе, во согласно со законите на државите во кои живееме или федералните закони на Австралија. Ние не можеме да ги следиме законите на Република Македонија, односно партиските влијанија. Ама амбасадата е на Република Македонија, не Да, на партија меѓутоа, видите, познато е... Амбасадата е на Република ВМРО ДПМН или на Република СДСМ? Да, познати се Никогаш не била државна, никогаш не сме добиле ние некој независен консул или дипломат. Сето тоа било... И дури професионалните дипломати така се однесуваат. И професионалните. Тие се исто така партиски поделени како што и тука се... Тоа треба да се надмине. Јас ќе ви кажам еден пример за вас, ама и за цела Република Македонија. Во Австралија, лабористичката партија на Австралија има 24 милиони, Христо. Лабористичката партија има само 55.000 членови. Либералната партија која е на власт сега, федералната либерална партија, има 70.000 членови. Тој може секој еден јавно да го провери. Може да овој податок. Додека овде во Република Македонија ние имаме половина Македонија членови на СДСМ, половина Македонија се членови на ВМРО ДПМН. И ние немаме едно независно гласачко тело на Република Македонија кој може да му каже не на овие партиски притисоци или лични притисоци. Точно. Зошто досега ниту една влада? Да. Јас силно апелирам до македонците и до останатите. Еве, 17 години сега, ние баравме, нели, демократија, баравме нова влада, против корупција, против арамилок, меѓутоа останаа арамите во владата. И плюс, тука ги добиваме и командантот Вентили, познат, Хазби Лика го добиваме како министер, и останува Али Ахмети, Талат Џафери, Талат Џафери и многу други кои за нас... Сите терористи со крвави раце. Добро, тие се контрадикторни личности во овој даден момент. Тие се амнестирани. Не се амнестирани, од кого се амнестирани? Ристо, тие се политички... Да, тие се амнестирани. Не се амнестирани воопшто и нема да бидат амнестирани. Вака ќе ви речем во врска со пасошите. Може ли вака? Значи, правиме кратка пауза и продолжуваме со пасошите. Добро. И со гласањето. И со гласањето. Може. Во ред? Се враќаме во студиото и како што ветив, Нестор, да си ја докажеш мислата со пасошите. Што е приказната со пасошите? Приказната со пасошите е долга, 27 години, и ќе се сетиме дека уште на почетокот, ние македонците што живееме надвор, преку разни организации тука, баравме издавање на македонски пасоши, без обзир на тоа дали сме тука или пак во представништвата дипломатски во државите каде што живееме, врз основа на ова што е наречено автоматизам, нели? Докажуваш дека си македонец, по татко и по мајка, и државата би требало да ти издаде пасош, нели?
ветуваја и едната и другата партија на почетокот така додека имаа некои нивни програмски определби пред избори и потоа ништо не се случи. Меѓутоа, за разлика од тоа што ние не успеваме да добиеме пасоши, се враќаме назад на историски тоа, мораме да го споменеме, Ицо, дека овие партии власти не е битно која е таа, сега се знае кои се, доделија стотици илјади пасоши автоматски преку ноќ на косовски албанци, така или не така, со кои што се мени демографската карта. Македонија го смени преку ноќ законот. Преку ноќ го смени преку ноќ законот затоа што ними така им одговораше. И она што мене ме боли пред да дојдам тука ми се јавија многу луѓе од Македонија. Ми велат професоре, дојдов од Австралија во Македонија, ми велат немаме пасоши македонски. Имале само албански пасоши на албански јазик. Зошто? Затоа што формуларите не биле донесени и така изговорени на еден начин. Додека ние сега зборуваме, јас сум убеден дека Министерството за внатрешни работи во кој што се инфилтрирани остатоци од терористите на УЧК издаваат пасоши вака ги печат како сакате. А додека еден македонец докажен како што е, или пак јас да речем, преди 2 години мојот пасош јас го имам, меѓутоа истече рокот на важност. И кога дојдов тука, отидов со такси во локалот таму, да, ми тоа беше таква гужва, беше таква некултура таму, да навистина е згрозено тоа, и се вратим назад, и сега мојот пасош е истечен. Ќе морам да најдам на некој начин време дека сум тука и јас Ицо, заедно со тебе, по брза постапка да го направам. По брза постапка за 9 дена. Какви се искуствата со гласањето во диаспората? Ицо, видите, јас бев кандидат на... Ти тогаш беше као независен кандидат. Независен кандидат бев, меѓутоа донесоа еден закон на брзина и тогаш од 100 подписи кои гарантираше независност, во собрание помина тој закон 1000 подписи. И јас дадов една изјава, реков Исус Христос да слези во Австралија на тој континент, не може за 2 недели да собери 1000 подписи. Видите, и тоа беше една катастрофална грешка. Ние се залагавме да имаме ние представници на иселениците како што е тоа со Израел, како што имаат италијанците, имаат хрватите, имаат французите, имаат германците, имаат англичаните, имаат многу држави во светот представници своји кои навистина можат да направат еден добар, мислам, како да кажам, поттик, односно да внесат нов живот, ново општество во Република Македонија. Па ние останавме, не знам, назад сме, многу назад сме со овие институции и луѓето. Видите, ние велиме ја почитуваме институцијата. Меѓутоа, кој седи таму во таа институција? За да ја почитуваш институцијата, треба да седи способен човек кој ги разбира работите, кој може да ги направи. И оттаму можеби до некаде доаѓа и нашиот меѓународен притисок од светот, затоа што ние се покажуваме како неспособни да си ги решиме сопствените проблеми, Нестор. И затоа имаме пржино 1, пржино 2, па имаме и некои други работи, затоа што ги запоставуваме најосновните наши работи кои се потребни за опстанокот на оваа држава. Ако имате институции кои се пред се заштита на партиски интерес, наместо да бидат институции за сите подеднакви, тогаш вие имате сериозен проблем. И тоа е кажано од надвор и од натре, дека тие мора да бидат независни институции, ама ние не одиме повторно, не одиме во процес на департизација. Ве гледате што се случува. Една партија си оди од власт, доаѓа друга партија во продолжува со истиот метод. Во врска со гласањето јас ќе додадам ова. Нели едно време една партија се избори за правото на глас на нас што сме од надвор, нели? Меѓутоа и таму пропагандата што се води, еве Ицо беше независен представник и тој знае многу добро. Австралија е толку голема. Јас добив само 13 гласови. Како што е голема и Америка, не е тоа решено. Зошто досега не се реши проблемот, да речам, преку електронско гласање или преку интернет или преку така? И тоа нема да го решат. Знаете зошто нема да го решат? Затоа што оваа власт сега, како и онаа претходната и онаа што ќе дојде, се исти. Не им одговараат гласовите на македонските националисти. Но оние луѓе кои што ја сакаат Македонија на македонците и за македонците, не за грците, не за бугарите, не за србите, не албанците, кои што сите имаат своји национални држави. Стравот што го имаат овие власти, овие партии, е страв
од тоа дека еден ден македонскиот народ, кој што живее надвор во иселништво, ќе го направи оно што го направи Израел. Дека навистина ќе се покаже со една доблест и ќе се наметне со својата идеја дека се враќаме назад во Македонија и ја поставуваме Македонија врз основите на темелите не на граѓанска држава, туку Македонија како национална држава, држава на македонскиот народ. И со кое право мене ми го земаат правото да гласам во македонскиот конзулат, да речем во Њујорк, или тој во Мелбурн, кога тука во Македонија гласачкиот список покажува дека на него 10.000 мртви гласаат. Дека на него гласаат луѓе кои што се дојдени од Швајцарија, албанци кои што вчера добиле пасош и така натаму. И тоа не е решено. И овие избори што мислите сега што ќе дојдат на 15 октомври, без да имаме попис, без наистина да знаеме кои се нивните програмски определи, нема да бидат успешни. Се ќе продолжи како што е, се додека македонецот не се разбуди вистински и не ја прифати оваа идеја која што ние шириме сега. Разбудете се, луѓе, ако сакате да имаме држава, бидејќи без Македонија нема да постоиме ниту македонци ние таму. Вака сега зборуваме за држава, конкретно прашање, Ицо, ти си инвеститор на некој начин во Република Македонија. Дали чувствуваш дека твоите инвестиции се заштитени? Ги гарантирали македонската држава инвестициите? Па јас сакам да кажам дека повеќе од 8 години инвестирам во Република Македонија, меѓутоа веројатно ќе бидат шокирани гледачите и оние кои ме познаваат дека толку години јас инвестирам, а никој не знае. Па ниту некој ме побарал, па ниту некој ми помогнал во тие инвестиции овде во Република Македонија. Еве сега за прв пат, благодарам што ме прашавте, 8-9 години од Македонија јас откупувам ајвари, пиперки печени, краставички, наполитанки, масло, едно, друго, сладки, не знам колку се носат во Австралија контањери. Па на никој не му е воопшто важно тоа. Единствено е важно да кажа дека Ицо Најдовски Перин е кодош, Ицо Најдовски Перин е расколник, Ицо Најдовски предавник, работи за грчките служби, работи за српските служби и кога ќе дојдеме овде, не сме прифатени од македонските медиуми и не сме прифатени од македонските политичари. Никој нас не сака сега на средба. Не сакаат да им кажеме ова. Воопшто не сакаат да разговараат. А вие секоја година по 800 до милиарда еве самиот сегашен премиер нели изјави дека од странство да влегуваат милијарда и 400 милиони пола буџет. Да, па Битола широксо како Битола нели се вика сега Australian Open, бидејќи наликува на тенисот на Австралија. Не можат тие тоа така да го игнорираат. Оние инвестиции кои влегуваат овде, ако нас не ни помогнат, барем нека им помогнат на овие луѓе од кои ние откупуваме. На нив им треба помош. Еве јас зборувам со нив тие. Наместо да се бави оваа власт или таа претходната со договори, платформи и со јазици. Со јазикот ќе им донесели Нестор. Ништо нема да им донесели. Ќе им донесели подобро. Што треба да направат? Треба да направат за оние луѓе, македонци кои се сакаат да инвестираат овде, а ние знаеме стотици примери, ако не илјадници примери на македонци од Австралија, од Европа, од Америка, кои што дошле тука со приватен капитал, мал или среден, не е битно, и кои што морале после година 2-3 да се заминат, огорчени, со изгубен капитал, затоа што се рекетирани од самите партии, односно самата власт. Треба да се направат реформи. Не е важен јазикот. Јазикот е важен само како македонски се разбира, не е важен дали ќе имаме 20% албанци или така натаму или ќе имаме договор со бугарите, па имаме заедничка историја. Важно е ние да ја намалиме администрацијата. Вие не можете да одржувате држава во светот. И тоа е што мене не повеќе ме боли. Што оваа власт сега што е комунистичка власт, лева така наречена, а таа не постои како што не постои ниту десна, таа на вама РДПМ, не бидејќи ние немаме, ја немаме таа метафора ниту лево ниту десна, затоа што ние немаме центар. Немаме нити десна партија, нити конзервативна, нити апсолутно немаме ништо. Се додека тие луѓе не ги тргнат овие административни паразити од власт, ништо нема да имаме. Според тоа реформите мора да се вршат во институциите. А едно оним е и телевизијата каде што треба да му се пушти отворено на македонскиот човек да говори. Професоре Нестор, професоре Ицо, ви благодарам што дојдовте во нашево студио. Се надевам дека гледачите слушна работи кои веројатно некои можеби за прв пат ги слушаат и ќе си добијат свое мислење каква е во моментов односот меѓу